Ова е приказна за заборавените нешта. Поглед кој ти ја потонува душата во мастило и тиркис, среде спокојот на медитеранските води, каде душата сама длабоко нурнува да се измие од сите лоши навики, да биде чиста за нови соочувања, за нови сонувања, за нови доживувања. Како навезен гоблен од шарени конци и тврдина која што ти дава порака дека во светот сличните со слични се препознаваат, добиваат шанса да го победат светот на брзото живење, борбата за престиж, изгубеното чувство за радост, среќа, уживање. Можеби одовде, од нашето патување во Демре, Анталија, ќе капне една бистра солза на будење дека постојат места од Бога создадени кои не подсетуваат дека во животот треба да не води добрина, љубов и будење. Овој пат ќе ви посакаме едно поинакво добре дојде во емисијата Неделен магазин. Како што гледате, се наоѓаме на море. Ке го обиколиме овој прекрасен остров Кекова, а во продолжение на емисијата ќе ги слушнете и ќе ги видите најубавите впечатоци што македонската телевизија ги забележа овде. Неверојатно е чувството кога прв пат се ракувате со овој остров. Недопрена природа, шума, карпи во кои е запрено времето. Тоа брои милениуми. Овде се прегрнати чувствата и вистината за потонатиот град кој изобилува со живот. Луѓе кои што умееле да создадат медовина, раскош, љубов уште во 4 век пред нашата ера. Овие карпи се сведоци токму на таа приказна. 4,5 километри недопрена, заштитена природа, национален парк каде што времето е запрено. Во тиркизните води спие потонатиот град кој што спуштил сидро на сигурно место, да ги овековичи сите приказни на едно дамнешно време во кое што се буделе со медовина, наздравувале со пехар вино, ама знаете во што? Само во слава на животот. Ова е тврдината Симена, на која гордо се вее турското знаме, ширејќи ја пораката дека овој народ има голема историја, долга и темелна традиција врз која што се гради својата гостопримливост, прегратка за сите и учебник за целиот свет, како треба да се развива туризмот. Овде, секој добива статус на ценет, почитуван и сакан гостин. Министерството за заштита на животната средина строго забранила пливање, нуркање и качување по скали. Но во секое време дозволена е песна, особено ако е наша, македонска. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче од Македонче? Нема, не ке се роди поубаво девојче од Македонче. Токму тука, низ овие бранови кои што се делат од моторот на нашиот брод, ве прават да бидете кормилар на своите задоволства и уживања. This region is so famous and many tourists are during the summer times, winter times. As you see, today is the 19th of December, but as you see, is the beautiful weather, beautiful place we are now. And we are going to the sunken city, as you see, after the Chris 4th century, it was a very big earthquake, this region. And then there was a touristic village, the best touristic village. This village got the awards. You can't go there by car.
Okay, you have to go there by boat. Of course, after the 4th century, there was this region is the same, but after the earthquake, you know, it's separating. Also, as you see, this is a sunken city. We call it Kekova Island. Yeah. We are going now there. Залив на мистерија, сценарио за филм и доживување кое што ретко ќе го почувствувате низ вените на оние кои што умеат да го допрат времето. Се наоѓаме во институтот или во зградата која што носи наслов Медитерански институт за производство и истражувачки центар, но во исто време и тренинг центар. Можам да ви кажам дека ќе слушнете една прекрасна приказна од тоа како од производство до алги до големи риби луѓето водат сметка токму во овој центар. Еден од најголемите институти во Европа и Блискиот Исток, каде што врвни стручњаци водат грижа за морскиот свет. Почнуваат со создавање алги, со кои ги хранат рибите, будно научно надгледувани во базените на нивното родно место, од каде што подоцна ќе тргнат во бескрајна морска приказна. Под снопот светлина, еве, гледаме раѓање на живот кој што подоцна ќе го преплави секој морски бран, медитеранските води, но и оние кои што живеат на пониски температури. Ова алга се подготвува 8 месеци. А ова е базенот во кој се расте лаврак, која во моментот тежи околу 200 грама. Има 10 месеци. Забележувате малку е темно, но тоа раскажуваат нивната вистинска светлина кога се наоѓаат на дното на морето. Следниот базен кој што ние го забележавме е живот за морската риба ципура, која што во овој момент брои 2 години живот и тежи околу 600 грама. Веројатно, оваа гледка на прв поглед ќе ве збуни. Ќе ве исплаши. Гледате риба која што наликува на фосил со своите ковчести израстоци. Така делува и кога ќе ја погалите, кога ќе ја допрете. Оваа риба е позната како белуга, историски дојдена од Црното море, но многу позната во Турција, бидејќи има голем број на римници кои што токму го одгледуваат овој вид. Милениумски примерок за обстојување и производство на кавијар. И тоа, високо квалитетен кавијар, каде што цената достигнува до 1000 евра. Им ја раскажав приказната за охридската јагула и за неверојатниот пат до Сарагасовото море. Тие ме збунија и рекоа ја знаеме приказната за јагулите и одговорија сосема едноставно. Природата најдобро ги мести своите коцки. Таа знае да си го избере својот пат и да нема никаква грешка. Ние само сакавме да видиме дали е можно да успееме на некој начин да ги овозможиме нивните животи во морските и сладките води. Градот е сиот накитен од оркестар, знамења, влијателни личности, делегации, интонирање на турската химна. И сега на вистина ќе ми дозволете да го раскажам сопственото искуство во моментот на оваа олимпијада на култури и почитување кон сите, во една неверојатна атмосфера радост и почит на политичките имиња додека се интонира турската химна. Армија од сите луѓе, каде што грми од гласови обединети и даваат една целосна лекција како треба да се почитува своето, како треба да се брани идентитетот, нацијата и сепството. Нов ден, нова енергија, носи енергија и чувство на припадност на целиот свет. Во оваа величенствена парада, отварање на зимскиот фестивал посветен на Свети Никола, Дедо Мраз.
Тие доаѓаат со возила со златни таблички, но никој не зборува за тоа. И никој не размислува за големото обезбедување. Велат, тоа е така секаде во светот и треба така да функционира кога треба да служи како обезбедување. Но еве ние бевме фасцинирани од моментот колку е тенка границата на слава и ракување, на искрено ракување со народот, бидејќи тие таму припаѓаат, тие се избрани од народот, тие се постојано со нив и меѓу нив. Видовме луѓе од зад камерата кои што со двете раце молеа за решение на некој нивен личен проблем, а градоначалникот им даде спокојство и доверба, стегајќи ја нивната рака и поглед дека ќе види да го реши истиот проблем. Balkanlara da sıcak olmamızın yegane sebebi kendi bölgelerinde kışın tükettikleri bütün ürünler Antalya'dan gidiyor ve özellikle Demre'den gidiyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim, yani burada ben sadece belediye başkanıyım. Ben öncelikle belediye ekibime, özellikle kültür bölümüne ve başkan yardımcımıza, sonra da misafirperverliklerinden dolayı Demre halkına ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çünkü meydanın ışıklandırılması, aş evimiz ve Antalya'dan transferler Büyükşehir'e ait. Demre halkı da konaklama konusunda bizi zora sokacak şekilde davranmadı. Çünkü yaptığımızın doğru olduğunu herkes inandı. Bu etkinlik geç kalmış bir etkinlikti zaten. Bizlere vesile oldu. Umarım yıllarca Demre'de her zaman büyüyerek gider bu etkinlik. Çünkü anlatması gerek. Daha önce deminki bir sorunun içinde vardı. Aylık 350 bin ile 500 bin civarında Noel Baba'ya ziyaretçi alıyorduk biz. И повторно се враќаме на фестивалот. Пред нас е сцена накитена од учесници, играорци, уметници, прегрнати култури и учесници. Ова е накитеното Демре во предновогодишните празници. 5 дена трае новогодишната магија и магијата за Божик. Во неколку минути ќе се обидеме да ви ја прикажеме навистина оваа прекрасна магија каде што се собираат луѓето од целиот свет. Богати и накитени кукички пред кои се раздава традицијата. Се сука ѓомлезе со нане и зеленчук. Ги ословуваат со абла, сестро и аби, брате. Овде сите се семејство. Семејство од луѓе кои што даруваат, купуваат, уживаат во празниците. Место каде што мириса на печени костени, шеќерпаре, цимет, волшебство од сладки. Волшебство од приказни, од шербет, од растопено чоколадо, фстаци, ореви, баклава. Свеж зеленчук, набран истиот ден, свети од природно внимание и носи здравје, верувајте. Разиграни млади луѓе, енергични и полни со љубов и почит. Со Лидос, невладината организација од Анталија, соработуваме многу години и познавајќи ме тие дека и јас сум играорка, решија оваа година да не поканат на фестивалот во Демре, како да учествуваме на овој настан, ама како со фолклорно друштво.
Затоа јас се обратив до директорот Благоја Јовановски за да бидат и они дел, заедно со нашата невладина организација, да бидат дел од овој настан, за да биде комплетно нашето учество. Така да, сакам да се заблагодарам пред се на Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, пред се на директорот, кој ми даде поддршка и еве и тие се заедно со нас овде. Во низата од многу светски турнеи кои што Акот Мирча Ацев ги има, можете ли само накратко да ни наброите колку пати сте гостувале во Турција и дали за прв пат сте на ваков еден новогодишен фестивал? Па вака во Турција, јас лично сум бил преку 57-8 пати на фолклорни фестивали и исто толку културно-уметничкото друштво, Академското културно-уметничко друштво Мирча Ацев, кое што го представам јас од Скопје. На ваков фестивал за прв пат доаѓаме, фестивал на Дедо Мраз, и навистина исто така едно големо искуство кое што го гледаме овдека и задоволство кое што го приредува самата општина и организаторите на овој фестивал. Мислам дека еден убав печаток за сите нас и за сите овде кои што сме присутни и играорците наши кои што се за прв пат на овој фестивал, така да за сега сме презадоволни од самото гостување, самата организација на самиот фестивал и се надевам дека и до крајот прекрасно ќе поминеме. As Lidox is an NGO located in Antalya. Lidox is the acronym name Likya Aquatic and Nature Lovers NGOs. We are protecting sea turtles in this region. 10 kilometers is under our protections. And also, as Lidox, we like a lot this city, Demre. Demre is like our second home. We are located in Antalya, but Demre is our second home. Also, Lidox is one of the main organizers this such an amazing festival. Also, there are many friends we invited from Europe, from Macedonia, from Poland, from Serbia, from Cyprus, from Ukraine, yes, Kazakhstan. So many, countries here. As you see, there are many people is coming and going and enjoying. Demre is actually it was a small city, but Demre has very big potentials. Santa Claus was born in next to the Demre. His origin church is behind us there. Origin church is in Demre. Because of that, we are trying to to make it better this festival. And Santa Claus, of course, very important person in the world, and we want to be show to everywhere in the world to Santa Claus from Demre. It's so important. Also, municipality is there doing many things about to such a amazing festival. All of them is working a lot thanks to who is here and who is supporting such a amazing festival.
имаме ретка и убава можност да ја посетиме црквата посветена на Свети Никола. Свети Никола чудотворецот, роден кон крајот на 3-тиот и почетокот на 4-тиот век овде во Ликија. Во Демре се наоѓа неговата црква и верувате дека сите туристи доаѓаат без разлика дали се православни и дали се од некоја друга вера да ја слушнат приказната за големиот чудотворец Свети Никола. Токму на денот на празнувањето на светецот и чудотворец Свети Никола, очи во очи со неговата црква, неговиот прв дом на покојување, пред да биде одземен или пак, еве како што велат, пренесен во Бари, тука има една неверојатна, голема енергија. Ова е римската базилика посветена на чудотворецот Свети Никола во Мира, Анталија, Демре. Заштитникот на децата, безпомошните, рибарите, залутаните, сиромашните. Жив светец кој што го продал сето свое наследство и го раздал на сиромашните, чувствувајќи го гласот на Бога. Археолошките истражувања оставиле податоци кои што говорат за чудата на светецот низ фреско живописот. Од ова свето место и неговиот празен гроб кој што одамна е во Бари, се уште живее приказната за неговите благослови и дела. Затоа е земен како благороден лик на Дедо Мраз, најпознатиот лик во целиот свет. Црквата е изградена во 520 година со фрески и насликани икони посветени на Свети Никола, како и неговите почитувачи, почитувачите на православната вера кои во овој период доаѓаат на негово поклонение. Верувањето дека откако ќе го допрати погалат гробот во кој што се уште свети душата на Свети Никола, ги прави поклониците сигурни во верата и Христовото распетие, како и сите благослови и даренија кои и ден денес го чествуваат ликот на Свети Никола. Многу пати додека нашата екипа престојуваше оде во Демре, општината беше како наш втор дом. И токму заради тоа сега се наоѓаме во канцеларијата на заменик-председателот во општината или како овде го нарекуваат заменик на градоначалникот господинот Осман Јаткен. Би сакала да ја слушнете неговата приказна и верувам дека ќе уживате во тоа што ние го забележавме. In my experience like journalist, for the first time I see an organization like this. There's so many people, so many happy people organized with the program, with the lunch, with the dinner. How many visitors coming to the square and in the restaurant.
Yani belediye personelimiz hepsi şu anda görevli. Belediyede ne kadar personel varsa ama özellikle en fazla iş bizim kültür müdürlüğümüze düşüyor ve kültür müdürlüğü personelimiz de canla başla bu organizasyonun başından sonuna kadar görevliydi. Ama yani burada bence şaşıracak bir şey yok. Biz hem başkanımız hem bizler yani yöneticiler, ben başkan yardımcısı olarak biz öyle bir ayrım gözetmiyoruz. Yani en aşağıdaki personelimiz neyse biz de aynısıyız. Sonuçta insanız. Tamam makam olarak onlardan daha üstte olabiliriz ama sonuçta insanız. Onlar nerede yemek yiyorsa biz de aynı yerde yiyebiliriz. Bu şekilde aile gibi olmazsak zaten başarı gelmez. Biz bütün belediye personeli bir aileyiz. Şimdi ailenin içerisinde ayrımlar yapılmaz. Aile hep beraber hareket eder. Biz de personelimizle beraber hep beraber hareket ediyoruz. Valla benim çocukluğumdaki hayalim, ilk hayalim şeydi yani. Beden eğitimi öğretmeni olmak. Oldum. 17 yıl öğretmenlik yaptım. Yani ben öğretmenim. 2020 yılına kadar öğretmendim. 2020 yılından sonra siyasete geçiş yaptık. Yani belediyeci oldum. Yani bizde imece usulü vardır. Yani eskiden çiftçiler imece usulüyle çalışırdı ve hep beraber hiç kimse bir maddi bir şey gözetmeden ortaya bir ürün çıkarmaya çalışır ve herkes birbirine yardım eder. Biz de o Türklerin bir geneli diyelim. Ve Lidox'ta bizim böyle bir paylaşımımız var. Bu şekilde daha da güçleneceğiz inşallah. Ова е Мира, градот на невидливите, античкиот град каде што каменот ја менувал својата боја под сонцето. Мира сведочи за маестрална уметност, декорации и длабоки резби во магматски карпи, камења во релјеф, ликови, плетенки, сцени од борби со животни, женски ликови, камени гробници на неколку ката во разни геометриски форми. Кога ги гледате овие камени отворени гробници, се навраќате на приказните дека тука во нив биле положувани богати и учени личности, но тие биле положувани токму кон врвот, поблиску до небото, бидејќи верувале тамо ќе се одмори нивната душа. Во гробните куќи, како што ги нарекувале, се положувале и покуќнини важни работи, како што е вино, храна, накит, затоа што верувале во постоењето на задгробен живот. Биле обоени во различни бои, а пурпурната боја ја добивале како статус на највисок сталеж. Таа пурпурна боја следувала како награда, а ја извлекувале од специјалните школки во морето. Постоел и специјален амбар за храна и целата оваа композиција датира од 4. век пред нашата ера. Во дното на овие камени гробници биле положувани војници, а над нив стоеле релјефи и параграфи со слики на штитови.
Од другата страна, не чека амфитеатар, кој и ден денес е ремек дело. Внимавале дури и на местата за седење, никој никому да не пречи. Во центарот е местото за костими и маски. Во тоа време не било дозволено жените да учествуваат во представи, затоа користеле женски маски, но и маски за животни. Покрај драми, трагедии, честопати публиката уживала и во гладиаторски борби со животни. Мира, целосно подадена кон небото, во себе, во секој детал има приказна за сите археолози од целиот свет.
При крај на оваа наша видеосредба, ви ја пренесувам убавата мисла и вистина. Ова е посебно место. Место во кое што ви се чини дека сте живееле од секогаш. Место во кое на другиот крај од светот владее оттугеност, борба за власт, пари, нервози, саможивост. Калибрира со спокој, мир, благодарност, љубов и припадност. Низ многуте серпентини помеѓу Мугла и Фетие стасувате до недопрени плажи од песок, заплескани од кристалната морска вода, која што го положува својот спокој и мир. Може би, ова место се уште го чуваат за себе, чувајќи го од допирот на магијата и синилото, тиркизот и спокојот. Уживањето под сонцето и во зимската сезона е навистина благодет. Овде сте добре дојдени во секоја сезона. Климата е медитеранска, мириса на бор, мириса на море, мириса на печен леб и шербет. Во декември шетате по куси ракави, опиени од мирисот на чај од темјан, кој ви навлегува во секоја клетка, чинејќи ве бестелесни, среќни, опиени од мир. Овде душата се одмара. Овде, верувајте, таа се подмладува, ужива. Луѓето се насмејани, љубезни. Изборот не се мери со превод. Овде се разбирате со поглед, со прегратка, со едно универзално чувство на припадност. Овде сте своји, овде сте обединети во една универзална среќа и расположение. И јазикот воопшто не ви е потребен. Одовде се шири пораката дека за среќа е потребно многу малку. Природа, море, душа и срце за разговори. Наместо одјава, еве зборови. Требаше да поминеме толку километри и толку непреспиени ноќи за да разбереме дека суштината на животот е сакањето и дарувањето. Затоа велам, останете чисти во душата, полни со добрина и благодарност. Наградите доаѓаат споро, но секогаш до вистинската адреса.